Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во ова видео ќе ве учам како да играте подморница, бидејќи претходното видео што го направив има над 700 коментари и кажав дека ако сакате да направам видео каде што ќе кажам како се игра подморница, да пишете во коментари. Имаше премногу коментари за тоа, така што денес еве ќе се обидам да ви објаснам како се игра, иако се уште не ми се верува дека толку голем дел не знаете, бидејќи сметав дека подморница е нешто што сите знаат како се игра и сите сме играле, али претпоставувам дека е нешто од поодамна што многу денес уствари не знаат како се игра, така што еве денес ќе се обидам јас да ви објаснам како се игра тоа. Се што ви треба е лист и пенкало, ја најчесто користам тетрадка по коцки за да не треба да ги цртам коцките од почеток, ако ги цртам коцките од почеток ќе ми испанат криви и тоа мене ќе ме нервира што ќе видат криви, така да сега користам тетрадка по коцки, или секако можете на било каков лист да играте ако се потрудите да ги нацртате коцките што треба. Сега јас камерата ќе морам да ја префрлам тука, да гледате уствари што ќе правам во тетрадки, да не ме гледате мене додека објаснувам, само се надам дека тоа ќе функционира и дека ќе ме слушате убаво, така да ајде да го пробаме ова. Океј, се надам дека ме слушате, јас сум тука, еве сум и се надам дека се ќе ме слушате и ќе ме гледате. Заборев само да напомнам дека играва се игра со двајца. Сега, зимате пишувате бројки од 1 до 10 вертикално. Се гледа. Горе хоризонтално ги пишувате букви, 10 букви по азбука да како идат А, Б, В, Г, Д, Г, Е, Ж, З, Дз. И сега тоа го правите, ги поврзувате само да направат 10 коцки и едното поле е спремно. Правите вакво уште едно идентично до него. Еве ги. Сега по линијата се спремни и уствари ти што играш треба да си имаш нацртано две вакви и тој другиот што ќе игра уствари против тебе треба да си има две вакви. Со тоа што левата коцка ќе те представува тебе, твојата коцка, а оваа ќе биде коцката на другарти, односно тој што е против тебе и ќе треба неговите да ги погодуваш во оваа коцка. Сега како се игра ова што е со 10, затоа што има и други варијанти со 5 и со 20, со колку да, али конкретно ова со 10 затоа што ова најчесто се игра. Имате вкупно 5 фигури, од кои еве ги фигурите кои треба да ги сместите. Значи двојка што е со две коцки имаш една, тројки имаш две, една четворка и една петка што вкупно прават 5 фигури. Овие 5 ги сместуваш во твојата коцка на начин кој што ти сакаш, можеш да ги поставаш и хоризонтално и вертикално, никако косо и никако да правиш истите да се допираат. Ги правиш скрос рандом и гледаш да најдеш начин на кој најдеш кој ќе те уловат. Сега ќе пробам да ви покажам пример како може да се нацртаат. Еве еден начин како би можеле вие да ги нацртате, тоа е скрос ваша желба, скрос ваша креативност и начин на кој мислите дека најтешко ќе ве уловат. Кога го имате ова нацртано, сте уствари спремни да почнете да играте. Ова се вашите поли, вие ги имате вака и не знаете другар ви како го има нацртано, го гледате неговото поле празно, како што неговото поле е празно, освари треба да ви го погоди ова. Прво пример погодуваш ти и му викаш рандом затоа што не можеш да знаеш и стварно е тешка играва. Уште е потешка кога се игра со 20 по линија, не по со 10. Пример го прашуваш дали кај него има тројка Д. Ги броиш вака, ова ти е тројка, ова ти е Д. И го прашуваш тука дали има, ако има, ќе си го обоиш тоа поле вака. Ако нема, само ќе му ставиш X дека таму нема ништо. Ако си погодил поле, имаш право повторно да го прашаш, ако не си погодил, ево наред да погодува кај тебе. И пример, еве во овој случај кога сум погодил пример нешто, го прашувам следно дали има тројка Г пример. Ако ми рече дека тројка Г нема, стискам X дека не е во тој правец фигурата и ево наред. Па после ќе пробам да погодам дали иде на десно, дали иде горе, дали иде доле и според тоа докаре ќе ми кажува он дека има полет, ќе утврдам што имам погодено, додека не ги погодам сите 5 фигури кои постојат. И така он кај вас кој ќе погодува, убаво е да си бележите и он кај ви погодува. Пример ќе ве праша дали кај вас има 6 В, ти ќе си најдеш 6 В тука, ќе видиш дека нема, ќе си ставиш само точка дека таму он погодувал, а ако ви погоди, пример ви рече дали кај тебе има 7 Е, ти бараш 7 Е. Ако ти погодува, само си го боиш дека тоа ти го погодил. И кој прв ќе ги погоди сите 5 полиња, тој победува освари. Сега се враќаме тука. Се надевам дека добро ме слушавте и дека добро ме разбравте. Ова е уствари начинот на кој му објаснувам на сите мои блиски што претходно не знаеле да играт и на другари, кои ќе им објаснувам како се игра. Ова е краткото објаснување како се игра. Играва е многу уствари проста за објаснување, некако тоа се правилата. Сега не знам дали некој игра по други правила. Тоа е начинот на кој јас ја играм цел живот. Ако случајно не ви јасно нешто, прашајте дома, сигурно мајка ви, татко ви некогаш ја играле. Претпоставувам дека
многу од нив ги ја знаат играва. Не знам што друго би потенцирал, дали нешто заборив да ви кажам. Единствено да ви кажам кога играте со 20, ама ако тек учите да играте, ако сега дознавате за подморница, не ви препорачувам одма да идете на 20, затоа што 20 е стварно видео, мислам дека ќе крстам најтешката игра која постои или нешто такво, затоа што кога играш со 20, по линијата пример ти изгледаат вака. И сега ти замисли да имаш волкаво поле и некој да ги трга вака по страна овие и ти гледај колку уствари полиња имаш тука што можеш до утре да погодуваш и да не најдеш ништо уствари кај се полињата. Ајде со 10 пак е тешко, али замисли да имаш 20 на 20 волкаво поле, цел лист, колку е тешко. И ова се игра ако имате 2 сати слободни барем за да бидете сигурни дека ќе ја доиграте партијава, зашто иначе стварно хаос. Ако решите да играте со 20 полиња, ова се фигурите кои јас ги практикувам. Значи имате 2 двојки, 4 тројки, 4 четворки и 2 петки. Сега да не ве збунам толку, научете ова со 10 како се игра. Се надам дека ве сватевте, играва е стварно многу интересна, јас ја обожавам и само замарам некој за да играме зашто стварно е многу интересна. Во случај да имате прашања поврзано нешто со играва, ако не сватевте или ако нешто јас изумив да кажам од правилава што во моментов не ми текнува, ќе допишам доле со пин над пост или прашувајте вие прашања, па јас ќе се трудам да одговорам ако нешто имам заборавено, можеби неам, можеби имам, али се надевам дека немам. Да не замарам понатака, мислам дека ви кажав се, еве објаснување како се игра подморница и еве ви за анимација за овие денови кога сме дома. Ако сега научивте како се игра подморница, еве ви плюс анимација, можете буквално ова цел ден да го играте колку е заразна игра и колку е интересна. Барем за мене, не знам дали е за сите толку интересна, али чим имаше толкаво барање да го снимам видеова, најверојатно ќе ви биде. Тоа е се за ова видео, фала ви што го гледавте, лајкнете го ова видео ако ви се допадне, не заборавајте да се сапскрајбите на мојот канал и ние се гледаме на следното видео.